Државата го укина ограничувањето на трговските маржи за млекото и млечните производи. Трговците задоволно си тријат раце, а нам млекото и понатаму ни се откупува по цени кои се далеку од рентабилни и се во постојан пад. Ова е веќе и неиздржливо, но и понижувачки навредливо, вели сточарот Тони Петковски, кој цел живот екзистира од одгледувањето крави. Повторно малопродажните цени се поскапуваат за 10 до 15%, а кај нас на откупната цена на млекото од 3 до 4 денари оди надолу. И така е сточниот фонд на нула и цело земјоделие вкупно, али сега сме скроз на колапс. Моменталната просек 30-31 негде се движи према млекарниците. Поред нашите пресметки, редовните субвенции по литар млеко, ако се исплаќа редовно, и моментално 35 денари, некако ќе може да преживееме дополнителна помош од владата, од Министерството за земјоделие. Освен со актуелниот пат на откупните цени на млекото, сточарите имаат проблем и со се уште недоисплатените субвенции по литар предадено млеко за ланската година. Петковски вели дека државата во моментов им должи субвенции за вкупно 8 месеци, што пак дополнително им го отежнува производството, бидејќи немаат пари. Исплатија само за 4 месеци за 22 година, сега се префрлени во програмата за рурален развој, таму за земјодел 50-50 за механизација и воопшто повеќе не ги интересира. За 22 година ни борџат 8 месеци, значи 5 плюс 3 што одат во прва фаза во 23-та, а министеро и директор Бачовски се пофалија дека ќе имаме интервентен фонд, дека 23-та одма ќе почнеме пред време да плаќаме. Тие не ја платваат 22 година, нека моли 23-та да платат. Исто така, сточарите се жалат дека за 2 години не им бил вратен ниту персоналниот данок, а имаат сериозни проблеми и со обезбедувањето на добиточната храна за престојната зима, бидејќи цело време работат со загуби. Од друга страна, и преполовениот сточен фонд во земјава, кој е со тенденција на уште поголемо намалување, си го зема својот данок. Заради преголемата скапија, стоката масовно се продава. Велат, за лек да биде препишан кашкавалот, чија цена достигнува до 800 денари, граѓаните не ќе можат да го купат. А тоа е невидена срамота за земја како што е Македонија, која раѓа се. Ама ако државата води сметка за земјоделието и земјоделците, онака како што треба. Во спротивно, храна ќе имаме се помалку и ќе биде прескапа, констатира Петковски.